Имавме 3 седници со пресуда од Страсбург. Тој ја денесо истата пресуда, само ја препишуваат истата пресуда, што има дајано колегите негови во претходна постапка. Апелација го примат и жалбата наша ја прифати. И бевме во апелација и рече, ме прашува со зборовите, вие досега сте многу измачени, што вие сакате? Му викам, јас барам пресуда од меѓународен суд, ова јас го барам, правда барам. Не знам зашто сум истепан, малтретиран, уценуван, не знам зошто. И тоа што е даде наложиме да дојдите за да заврши предмет да заврши во апелација. Прва седница бевме ние, тие не се јавија, втора седница бил адвокатот, наводно се јави на телефон, па не беше на седница, и третиот пат по налог со полиција да дојде да се јави. И третиот пат самите признаја дека имат направено кривично дело и самите рекоа дека немал право да интервенират во тој случај. И тогаш му се обрати судот, зошто до сега немате признато дека имате направено кривично дело, него го малтретираме граѓанинот 10 години и заканиве што и до сега имате направено. Заврши предметот, за 3 дена му се даде пресуда, условна 6 месеци затвор и во трајање од 2 години и право на жалба во Врховен суд. Поднесов јас жалба. Поднесе и тој жалба да се ослободи. Ја поднеси жалба да биде ефективен затвор. Стигна до Врховен суд, пак покушаја нешто да се долговлечи, го даде предметот во обвинителство. Јас реагирав, пошто обвинителството се тргна. Нема право тој да интервенира сега во Врховен суд. А Врховен суд треба да донесе пресуда спрема моето барање, спрема мојата тужба, и тогаш пак се врати во Врховен суд и донеса пресуда, ја потврдија пресуда во апелација во Битола и предметот во мај месец 2017 стана правосилен.